Интелектуалецот не сме да се плаши и мора да излезе затоа што ние сме тука да одбраниме училницата со должна почит кон сите и во Министерството за образование и наука и Биро за развој, тоа се наши бивши колеги. Апелираме подолго време, пишуваме писма, значи 2 години веќе наназад, укажуваме на грешките, на пропустите, за некоректни поставени прашања, неточно поставено прашање дава неточен одговор. Меѓутоа не добиваме никаков одговор, екстерното продолжува. Да не бараме преку леп погача, казните се стопирани, нема да не удрат по джебот и благодарни сме за тоа. Меѓутоа ги заборавивме учениците. Нивната колатерална штета допрва ќе се развива, затоа што со екстерно, еве да кажам еден обичен пример, 10 оценки. Еден ученик има 2 петки, 8 тројки. Друг ученик има 8 петки, 2 тројки. На крај на екстерно полагаат. Тој што има петки му се погаѓаат, бидејќи по случајен избор лото, тие петките, но овој со тројките, тројките. Двајцата се изедначуваат со просек ист на крај на година. Двојките добиваат петки и веќе ме гајле, еве јас предавам на матуранти, веќе ја немам го нема авторитетот да им се кажеш деца дајте матура не чека. Петките разочарани се изедначуваат со двојките. Многу ни е тешко одржуваме кондиција да ги одржиме децата во читање. И сега одеднаш кога имаш ваков систем, што ќе правиме? Јас не можам да поверувам дека некој не го разбира тоа. И затоа молиме, значи најкултурно и најреално, како што е долично на еден интелектуалец, да го сменат екстерното, затоа што вакво екстерно со ваква формула и ваква цел не постои никаде во светот. Истражување, елабориравме Америка, Шведска, Јапонија, само името е исто. Никаде не е, секаде е формативно, проверка. Ја би била среќна да дојде некој да провери како предаваме, каде ни се грешките, каде ни е компетентноста. Меѓутоа, на ваков еден случаен избор, да не казнуваат и понатаму, да не може тоа во кариерата, затоа што не можеш да бидеш казнет по джепот, меѓутоа поголема казна ми е кога ќе ми има на срамниот столб. Професор кој не оценува објективно и немаш понатаму траса да напредуваш во кариерата. Ајде и тоа не е важно. Децата ни се најважни. Се губи капацитетот и квалитетот на учењето. Ке кажете ли за кои притисоци се работи, какви притисоци, какви закони? Јас лично немам притисок, меѓутоа колеги мои доста се жалат на притисок. Веројатно е страв, а не знам од зошто страв. Ние не сме непријатели, ние сме сите едно тело. И СОНГ и наставнички пленум е едно тело. Ние се бориме за училницата и не знам зошто би бил тој страв да се проговори јавно. Учителствувањето е доблест и тоа е една од најубавите професии. Ние ги сакаме нашите деца и за тоа живееме.